Уживајте во надпреварот. Со овие зборови селекторот Благој Милевски вечерва во 20 часот и 45 минути ќе ги испрати фудбалерите на теренот против Белгија. На пресконференцијата ден пред овој надпревар не ја пропушти можноста да ги испофали нашите фудбалери. Вели дека е горд што предводи една ваква група која што постојано се залаги со гордост го носи националниот дрес. А кога новинарите го запраша за Белгија, иако Македонија е лидер на табелата, сепак рече дека и понатаму противникот е фаворит. Треба да се одигра внимателно, треба да се одигра дисциплинирано и само со една таква како една комплетна група на репрезентација може да се дојде до позитивен резултат. Дефанзивецот Муслиу исто така рече доколку ја повториме играта од Скопје, дисциплинирано во одбраната, во средниот ред, па и во нападот, тогаш можеме да се надеваме на позитивен резултат. Еве дел од нивните изјави на пресконференцијата. Морам да бидам горд и задоволен од сето она што го покажуваат. Секако дека енергијата и тимскиот дух што владее во моментот во нашиот тим е движечка сила која не води напред и правецот по кој треба да се движиме и во иднина. Максимален респект кон тимот на Белгија, кој е и натаму главен фаворит во нашата група, со извонреден ростер играчки, но од друга страна ние си го живееме нашиот сон се уште. Се надевам дека што подолго ќе останеме конкурентни во овие квалификации, па ќе видиме како ќе завршат. Si Openda, si Batshuayi, si Decathlon, si Van Aken, De Bruyne, mos nisi tash ti numëroj. Po kjo nuk është se ne nuk mund të arrijmë qëllimin ton, nëse e përsërisim ndeshjen në Shkup me të njëjtën dëshirë, me të njëjtën ентузијазëm, besoj se mund të arrijmë deri në rezultatin pozitiv. Они 1-1 од Скопје даваат надеж за позитивен резултат. Каков исход ќе биде, ќе дознаеме вечерва некаде после 22:30 часот. Да се надеваме на позитивен резултат и останување на првото место. Од Гент за телевизија 21, Един Расудар.